Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу. А на денешното мени имаме джем од модри сливи, печен во ревна. А со него ќе испржиме и канелони, ќе направиме шам, ќе го измешаме со джемот кој ќе биде готов и ќе направиме преубав десерт. Бидете со нас, затоа што веднаш почнуваме. Македонски традиционален или балкански традиционален джем од модри сливи. Идеален за сечив вкус. Сливите ќе ги одберете да не бидат многу зелени, да бидат убави меки. 24 сата пред да почнете да го правите джемот, ќе ги сечете на половина, ќе ги извадите семките и во нив ќе додадете шекер или мед. Убаво ќе промешате и ќе ги оставите така покриени во фрижидер. Следниот ден верувајте дека целиот сад ќе биде наполнет со сокот од сливите. Тука е вкусот, верувајте. Веднаш почнувам. Модрите сливи на Балканот се овошје кој е навистина многу искористено. Не само за джем или за сладко. Него се прави и многу убава балканска ракија. Денеска ќе направиме класичен джем од модрите сливи. Ќе додадеме неколку интересни зачини како цимет, карамфилче, ванила и морско оревче, малку да го збогатиме вкусот. Ќе додадеме црвено убаво сортно македонско вино, мед место шекер. Сето тоа ќе го споиме, ќе го ставиме во Iron Goose тенџере, по кое полека и тивко се готви највкусно, затоа што е специализирано за храна која долго и тивко треба да се готви. И секако на нашата веб продавница 4сезони.mk имате неколку различни големини на овие гусени садови. Отворете, погледнете и секако нарачете, затоа што јадењето направено во ваков сад е навистина уникатно. Ајде да почнеме со джемот. Сливите секако ќе појдете на најблиското пазарче и ќе одберете убави сливи. Што значи убави сливи? Сливи кои не се цврсти и зелени, него се зрели. Тогаш сладкото или джемот ќе бидат највкусни. Што треба да направиме? Прво ќе ги додадам зачините. Имаме цимет, како што кажав. Не претерувајте социметот, затоа што е многу јак и може да го земе и вкусот на модрата слива. Имаме мускатово оревче кој ќе даде на убав земјест вкус и неколку карамфилчиња кои ќе го збогатат тој земјен вкус. Имаме ванила, јас подоцна ќе ја исечам и ќе ја ставам внатре, и ванилаво шекер, значи едно стапче и малце ванилин шекер. Медот ќе го додадеме. Одлично. Соберете го од садот. Јас на 3 килограми сливи ставам 800 мл мед. Така да, оној што сака да биде поблаго сладкото или джемот, може да стави и малце повеќе, меѓутоа верувајте, нема потреба за тоа што и модрите сливи содржат многу шекер и јаглени хидрати. Одлично. Постапката, како што гледате, е многу едноставна и многу лесна. Сега ќе го додадам и црвеното сортно македонско вино. Сето тоа ќе го вака ќе го измешам, ќе го соединам и многу едноставно. Сега ќе го додадеме во садот од гус, нема да го поклопиме, ќе го оставиме да се пече на 180 степени 2,5 часа. Зошто нема да го покриеме? Затоа што вишокот на течност ќе треба да испари, да добиеме еден убав джем кој ќе биде навистина печен, вкусен, со идеална структура. Не е лесно да се меша вака со медот, со сите зачини и со сливите, меѓутоа
Полека сад одвртете го и нежно со дрвената лажица спојте се, меѓутоа немој да ги гмечите сливите. Како замириса уште сега, луѓе мои. Едва чекам да биде готово. Класичниот начин на правење джем или сладко од сливи овде кај нас на Балканот, посебно во Македонија, е многу едноставен. Шекер, сливи, се динста или се остава преку ноќ. Ако денеска ги купиме сливите, а сакаме утре да го правиме джемот, тогаш можеме да ги одвоиме, да ги чистиме од цемките или од коските, да додадеме шекер, да измешаме убаво и да ги оставиме така во фриждер или на собна температура, меѓутоа не на многу топло. Сливите со помош на шекерот, од нив ќе излезе сокот и ќе го имаме. Меѓутоа, јас еве денеска го направив вака во комбинација со мед и со вино. Џусот ќе си го пушта додека се печат постепено и верувам дека ќе биде супер. Сега, што се можеме да направиме со джем од сливи? Навистина многу нешта. Прво можеме, кога ќе ни се пријаде благичко, да земеме една лажица, да си каснеме и вистински да уживаме во вкусот. Можеме да направиме многу различни типови на пандишпен, како ролат, со премачкани со джем од сливи, палачинки и ред други десерти. Јас денеска ќе направам малку поразличен десерт, со тоа што ги имам овие канелони готови купечки, ќе ги испржам во масло и ќе ги оставам на чинија со хартија убаво да се исцедат, вишокот нели на масло да го впие хартијата, а потоа ќе направам шлак со многу убав крем за готвење од имлек и ќе ги соединам шамот или шлагот заедно со готовиот джем и ќе ги наполнам испржените канелони. Сега идеме вака. Тешки се овие садови и верувајте, еднаш се купуваат, а за секогаш ќе ги имате. Ајде сега да пробам вака, само да не испрскам све околу мене. Одлично. Одлично. Ништо повеќе не ми требаше. Ама таму испрљав ќе соберам и тоа се случува, значи без паника, полека. Еве ги, за мерак. Може камерата ова да го запази како изгледа уште сега. Додека ајде да исечем и ванилата. Ванилата секогаш пресечете ја на половина. Соберете го семето внатре и додајте го во сливите. Многу сакам ванила и стапчињата не ги фрлете, додадете ги во сливите и соберете све што има од семето на ванилата, затоа што ќе направи овој джем да биде магичен. Тоа е тоа, драги мои, сега веднаш го ставам во рерна да се пече на температура од 180 степени, 2,5 часа, како што спомнав и претходно. На истокот користат многу често кога прават вакви убави сладка, вода од ружа или вода од јасмин. Јас денеска решив да додадам малце вода од ружа за да го направиме вкусот да биде уште поелегантен. Ете така, сосема доволно. И една многу важна работа пред да го ставиме да се пече джемот, кога ќе биде готов и испечен, ќе исцедите сок од 2 лимона и ќе го трнете на страна, ќе ги додадете, добро ќе измешате и ќе го оставите така. Лимонот, киселоста на лимонот, ќе ја задржи и таа оригинална боја што ќе ја добиеме додека се пече джемот. Сега веднаш го ставам да се пече 180 степени, 2,5 часа. По потреба може и повеќе или помалце. Сладкото си се пече, а сега ќе направиме прво еден убав шам или шлак.
Сакав со неутрална павлака, меѓутоа ќе ја направам со сладка павлака од нашите пријатели, затоа што нема потреба да додавам ни шекер, ни ништо, се веси има во нејзе, верувајте. И полека. Матиме 4 минути на најбрзата брзина, на најјаката. За само 4 минути овој крем шлак ќе биде баш онака како што сакаме да биде, а мене секогаш кога го правам ме потсеќа на еден сладолед што го јадевме во детството и се вика снежец. Гледајте, 4 минути, ништо повеќе. Ако матите повеќе од 4 минути и ако кремот не е на температура од 4 степени, ништо не сме направиле, да знаете. Значи, секогаш температура од 4 степени и на најјаката или најбрзата брзина. Додека шлагот се мати, да проверам дали е одлично. И температурата на маслото ни е 175 и полека внимателно ќе ги испржиме тестенините да добијат убава златна боја. Шлагот е готов. Канелоните ги испржив. Ке треба и тие добро да се оладат. А исто така и шлагот. И веднаш го ставаме во фрижидер на 4 степени. Драги мои, джемот од сини сливи или модри сливи, народно кажано, е готов. Сега, може би многумина од вас ке ми се налутат, меѓутоа, јас ке ја изблендирам целата оваа смеса од джемот, за да биде елегантен, за да биде компактен. Обично, нашите домаќинки, нашите баби, не го блендираат овој джем, меѓутоа, јас го сакам да биде мазен. И она што ви го спомнав на почетокот на емисијата, на крај во нашиот джем од сини сливи додаваме сок од свежо исцеден лимон. Лимонот не само што ќе ја даде киселината, него и бојата на джемот ќе остане баш таква каква што е сега во моментов, па и после 6 месеци ако ја чуваме нели на температура која одговара, не смее да биде многу висока, не смее да биде многу ниска и затоа нашата традиција е зимниците што ги правиме да ги чуваме во нашите подруми, затоа што таму е темно, ладно и одговара 100% да издржат барем 6 месеци додека дојде пролетта, нели? Ајде сега ќе го ставиме во сад, а потоа веднаш ќе го ставам во тегличките кои секако можете да ги набавите
во нашата веб продавница 4сезони.mk во различни големини. Погледнете оваа убавина. Погледнете оваа убавина. Модри сливи, зрели, сочни и полни со вкус. Денес од нив правиме вистинска есенска сладост. Кога джемот ја добие совршената густина и темната виолетова боја, знаете дека љубовта кон готвењето има вкус на сливи. Ова не е само джем, ова е вкус на есента во тегла. Погледнете го сега овој момент. Зошто 2-3 пати во оваа емисија ви кажав да си набавите вакви тегли. Погледнете го овој момент. Толку. Одличен, вкусен джем. Морам уште еднаш да пробам, а откако ќе пробам, веднаш ќе почнам да го правам и десертот, тоест да го доправам. Видете како стои джемот. Тоа е тоа. А како мириса? Се чувствува циметот, се чувствува ванилата, се чувствува морското оревче и многу нежно карамфилчето. А уствари, вкусот на сливата е главното нешто овде. И навистина се чувствува, а сето ова другото како зачин го надополнува вкусот и откако ќе го направите. Во првата пекарница купете леп што сакате дома најмногу да го јадете. Подпечете го, намачкајте малце путер, а од озгора додадете джем и некое убаво јако сирење. Одлична комбинација за ново доживување. На здравје! Киселоста од лимонот исто. Одлично. Сега, доста се воодушевувам на джемот. Ќе видите вие сами кога ќе го направите. Хоп, 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 хоп. Добро е, тука е. 4 минути на 4 целзиусови степени со најбрза брзина. Што правиме сега? Джем ќе додадеме во 1 сат. Ќе додадеме од шлагот. Одлично. Шлагот и джемот, така добро измешани, ќе ги ставиме во најлонски шприц или во обичен шприц, оној дома што го користите. Одлично. Со ноже малце ќе засечеме и полека внимателно ќе го истуркаме. Ќе завртиме неколку пати за да можеме полесно да го нанесеме во... Морам едно тањирче да си земам. Канелоните се неочекуван пресврт. Полнети со шлак и домашен джем од модри сливи. Сладка комбинација што мириса на детство и креативност. Тука го имаме. Сега со помош... ова е ванилата. Не е ванилата, одлично. Вака ќе ги измазниме. И ќе ги ставам во посебно тањирче. Уствари ќе ги ставам директно во тањирот за сервиса, од озгора ќе нанесам од прав шекерот, во кој имаме морско оревче,
и цимет. Одлично. Уште една, како за една порција, а другите ќе ги направам после емисија и сладко ќе си ги каснеме тука. Крцкави однадвор, меки и кремасти однатре. Овие канелони се доказ дека десертот понекогаш може да изненади повеќе од главното јадење. Од денешниот джем до златните канелони со шлак, едноставни состојки што заедно создаваат вистинска магија на вкусот. Сладок завршеток што потсетува дека најубавите рецепти секогаш носат дел од домот. Есента е една од најубавите годишни времења за мене, затоа што се прават прекрасни, превкусни джемови, сокови, зимници, по кои уживаме преку текот на целата зима. Денешната емисија беше исполнета со неодолив вкус на джемот од модри сливи и сум навистина среќен за тоа што испадна превкусно и ќе можам да го користам во многу десерти и на многу разни начини овде во емисијата 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу, а вие, драги мои, посетете ги нашата веб продавница 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно и секако бидете на нашите канали на социјални мрежи и на YouTube. Се гледаме утре во новото издание на 4 сезони.